До мене се момците од бендот Chromatic Point, кои што оваа година ќе настапат на Виноскоп на 24 септември. Кажете ми само од колку часот ќе биде вашиот настап? Тоа е 20:30. Од 20:30, значи ве повикуваме сте да дојдете да ги слушате овие момци. А каква музика изведуваат доколку не сте запознаени, што и не верувам кој не ги знае веќе. Ќе ви откријат сега. Јас мислам дека тоа е некој вид на етно метал. Значи, најдобро би се дефинирала како прогресив етно метал. Значи, музиката е исконцепирана така да се базира на етно мотиви, почнувајќи од ритм до мелодија, а сето тоа спакувано во метал рок аранжман. Дали македонската фолклорна музика ве беше инспирација за... Па во многу голема мера да. Значи имаме 7 осмински такт. Секакви осмински, 9 осмински и така натаму осмински. А таквата добра музика оди со добро вино, пиете ли вие, сега гледам дека пиете овде црвено вино, но колку вака често дегустирате вино, нема кажам конзумирате? Па многу често. Па 2 пати неделно секако. Да, црвено или бело вино? Зависи од ситуација. Кој ти е помилено, бе? Тешко да се каже, многу умилени имам, али тиквеш, црвено стоби. Некоја така посебна сорта, бе, не, например, ми е вранец една од помилените. Траминец. А бунарче нешто, сангрија, натака удирате или само чисто вино? Зависи колку ни е буџетот. Дали вака сте запознани пример со некоја интересна приказна поврзана со виното? Во Македонија вино се произведува со децении наназад, тоест не кажам со децении, со векови. Па и не баш. Не сме навли во историјата на виното, само знаеме дека, мислам, јас знам дека виното важи за традиција, поготово за Македонија, и дека сега со векови уназад, сега како што и од кај почнало. Битно е да се пие. Да. А кажете ми, вие што ќе подготвите за Виноскоп, дали ќе има баш целовечерен концерт од час и половина? Да, значи ќе настапиме со фул репертоар од час и половина и ќе даваме се од себе и се надеваме дека публиката ќе ужива во нашиот перформанс. Сега пред малку разговаравме и за награди. Вие пред некој време добивте награда, тоа е Филип и бендот. Кажете ми нешто повеќе околу таа. Учествувавме на Тък-Так фестивалот во Кавадарци и земавме награда за најдобар тапанар Филип ја зеде и исто така и за најдобар бенд. Две во едно. Ви честитам и посакувам повторно да имате успешен настап како што имавте на Пиволенд оваа година. И за крај само што ќе им порачаме на посетителите. Да дојдат сите на Виноскоп, да уживаат во добрата музика и да испијат колку што можат повеќе вино. За уште повеќе да уживаат. Но тие што возат да конзумираат одговорно и да не возат. Пешки нека си дојдат блиско до центар се. Или ЈСП има градски превоз, такси.